Добар ден, драги пријатели, драги непријатели, добро дојдовте во моето ново видео. Јас сум Изабела Пан. Добро дојдовте, како што кажав во едно мое ново видео. Не знам колкумина од вас ми имаат на Facebook, на моето Не знам колкумина од вас ми имаат мене на мојот официјален Facebook профил Изабела Пан, како и да е. Таму вчера објавив лайв видео каде што со наслов запозната Изабела Пан од 1998 година и решив да направам такво видео и за вас што ме пратите на YouTube. Може ќе се повторувам во даден момент за тие што ме имаат и на YouTube и на Facebook, но за тие што го немаат гледано видеото на Facebook, ќе може да го погледнат и овде во малце повеќе едитирана верзија, бидејќи на Facebook беше во лайв. И за ова видео не покажувам рандом слики, туку ги избрав по неколку слики од одреден период од мојот живот. Зошто зборувам вака? Како и да е, може да почнеме и ги сликите. Не знам дали сте запознаени со теоријата дека кога сте биле деца, вашите родители веројатно не се грижеле многу како ќе излезете во јавност. Да, тоа е добро познато, но исто така не знам дали ви е добро познато дека и не се грижеле баш и какви слики ќе има во семејните албуми, кои како што многу добро знаеме, не ги гледаме само ние, нели? Може да се погоди да ги гледа нашиот партнер, не знам, пријатели и слично. Да? Ама нели сепак они ги ставиле тие слики таму, пошто нели детето расте да се сеќава на тој период. Ова е слика од ја бебе. Не знам зошто е ставена во албум, пошто е матна и освен раката, друго не може многу да се забележи. Еве ја. Да. Ама таа е окей, за разлика од тоа што следва. Ова е сладка слика, значи ја избрав и сега и некои убави слики. За мене ми се свиѓа и е сладка. Така, еве сум јас тука лежам во креветче. Гледате? Си лежам во креветчето мирољубиво. Тука сум котеле, што не знае што сака во животот, што прави во животот, еве. Косата ми е како да сум брцнала во струја. Имам две влакна на мене, ама ако битно да си има слика. Падна слика, да не е битно. Овие две слики се порно. Ако немате 18 години, ве молам затворите ги очите. Порники. Коритото у кое лежам е веројатно за перење долен веш, ама нели мене ме стаиле внатре со глата, видете ми ја каква ми е глата свиткана и нозете да го пробијат коритото. И битно се качил брадочет ми на кадато од озгора да ме сликне. Пошто многу е секси, нели, да те слика доека те бањаат у корито. Ова е кјутка слика со мајка ми. Ова е мајка ми Жаклина. Само не е со периката, да. Не е со периката, не, секако. Исто така, вашите родители не знам дали сакале да експериментираат со вашата коса и вашите фризури, бидејќи моите сакале, и веројатно идол им бил Хитлер, па ајде дете, и тоа да проба, и Хитлер да биде, нели? Малце... сега, дојде период во животот на детето кога истакнува чувства да биде сељак и се слика вака, со подотворена уста. И така, и оваа слика исто во албум ставена. Сам видете ми уста. Уште лиги да почна да ми течат, бе деца. Уште лиги. Дали во вашиот албум има слика како ловите риби во трева? Ако нема, во мојот има, не се грижете. Да, ловам риби во трева. Во трева ловам риби.
Во трева. Дрвопијана. Зашто има ваква? Зошто има ваква слика во албум? Семен. Мислам, со дрво сум гушната, бре. Која е логиката? Немам коментар. Нели моето милено хоби? Тука сум моторџика. Еве, возам мотор, многу сум секси, јака и све. И периодот кога бев каванска певалка во Сител Бомбини. Ја имате песната Бебенце на мојот канал, погледнете ако ја немате погледнат, односно слушнете ја. Колку ја немате слушнато, да, прекрасно, прекрасно, просто неверојатно. Има една да, прекрасно. Зошто има ваква слика? Запазете го тој шешир, дами и господа. Запазете го тој шешир. Таа научара, овој дел нели да не го коментираме, и ципела. Влечката запазите. 100 денари од пазарче, трета тезга. Ова слика, ако ја види некој од Анима Мунде, веројатно е дека ќе ме затворат. Но јас ќе ризикувам и ќе ви ја покажам. Изабела Пан, убиец на животни. Скорос. Ова е со брат ми, една така семејна фотографија со брат ми. Да, еве запознате со тогаш се роди брат ми. Мојата омилена фотографија за веки векова што планирам да ја урамам во една рамка во кала и да си ја стам себе, значи луѓе. На мало дете не му давајте апарато, посебно не да прави селфи, бидејќи вака ќе му излезе слика. Ве молам. Видете. Греота. Не е ова страшно. Не е фотошоп. Немојте да мислите дека е фотошоп. Не е воопшто фотошоп. И мојата на официјалниот Facebook профил, имам прекрасна профилна фотографија која изгледа вака. Генгста, брате, генгста. И моментот кога ќе те пуштат на плажа по гаки. Изабела Пан Матич. Hello. Изабела Пан Матич. Прекрасно. Идат фотографии кои немојте никако да помислите дека се фотошоп. Доколку го помислите тоа, помислете и втора варијанта дека вашата помисла е лажна. Односно, фотографиите не е можно да се фотошоп. Да. Да, скроз. За ова немаме коментар. Мислам, нема коментирам. Толку има фотографии кои јас ги издвоив, што така се и не се за покажување. И една од мојот татко, кој изгледа вака и многу ми е фейв и многу ми е кјутка. Тоа беа моите фотографии кои се надевам ги немате. Се надевам вашите се убави. Ама ако не се во ваква слична или полоша варијанта, јас ве предизвикувам да направите вакво видео и да ви ги видам фотографиите. Ова беше видеото за позната Изабела Пан од 1998 година и вие направете такво видео ако имате вакви слични или полоши фотографии. Океј, се гледаме во следно видео и останете ми живи здрави. Живи здрави. Por qué? Por qué, Изабела? Por qué? Basta, Изабела, basta.
Ајде се гледаме следно видео. Бидете среќни, весели, среќна нова година, среќен роден ден и се љубов во животот.